Пациент од Ерџелија казни 2 штипски докторки со по 200 евра. Затвореник од Штип му ја скршил ногата на полицаец. Животен стандард. Половина Македонија патува кон Пакистан. Треба да работиме, да ни направат фабрики, да работиме, они не оставија на улица. Бакарот не му донесе рударски статус на Пехчево. Сега надеж име јагленот. Деца и болни во ризик од отворен фекален канал во Кочанско тркање. Не се тега под нас веќе. Поради малите плати, половина од граѓаните живеат во сиромаштија. Нивните плати, според последните податоци на Заводот за статистика, се движат помеѓу 8 и 16.000 денари. Дополнителни 10%, односно околу 60.000 вработени, живеат уште полошо, зашто имаат примања помали од минималната нето плата, која е помеѓу 8 и 9.000 денари. Ова просекот на сиромаштија кај нас го крева на 60%, што некои го опишуваат како депресивно многу. Причина заради ниските плати најпрви е тоа што имаме, да речеме, земјоделски или лом работа во текстилната индустрија, каде што платите се ниски и немаме додадена вредност од една страна, и од друга страна имаме компании каде што високообразованиот фактор не се бара и таму платите сигурно се пониски. И целото тоа е причина да нивото на сиромаштија да биде поголемо во споредба со другите земји околу нас и во споредба со европските земји. Важен подоток во оваа анатомија на сиромаштија е дека дури 40% од парите ни одат за храна. Дали навистина е толку скапо или статистиката и овој пат греши? Гледам ден да помине. Ден да помине, ја правам. Гледате сами што правам, јадење, пинџур, да прекарам денеска, па утре, па и за утре да има. Едно јадење направам, 2 дена, 3 го јадам, не можам на крај да излезам. Тоа е, многу е скап живото, со мали пензии не се обстанува. И се бале стана, мислам што треба да купам да јадам. На овие луѓе треба да им се верува, зашто домаќини се одамна, а и со статистика овој пат како да се договарале. Например, храната во Германија чини само 10% од платата, во Словенија 15%, Грција 16%, Турција 22%, а Кина 27%. Ние сме најблиску до Пакистан, каде за храна одат 48% од платите. Други поголеми трошоци ни се комуналиите, но и оние за здравје. Освен редовното осигурување, секој од нас дополнително по 50 евра троши за лекување и уште 25 за образование. Се вкупно, државата годишно од нас наплаќа по 300 евра. Како со овие плати и пензии да се преживее? Од јадење да се крате, од водоно, кратеме од се. Ама па не стасуват. Од се. Од јадење, од обличување, од се, од култура, од се. Треба да работиме, да ни направат фабрики, да работиме, они не оставија на улица. Секако, луѓето тоа го прават и преживуваат, но кога, наместо за Пакистан, ќе фатиме кон Европа? Јаглените од Делчевско-Пехчевскиот басен ќе излезат на површина. Владата додели 2 концесии на државната фирма Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности Македонски енергетски ресурси во траење од 30 години за експлоатација на минералните суровини на јаглен, што се кријат на територијата на двете соседни општини Делчево и Пехчево. Станува збор за наоѓалиштата за јаглен на локалитетот Панчарево кај Пехчево со површина од 6 км квадратни и на локалитетот Звегор Стамер Делчево со површина од 4 км квадратни. Според нашите информации, на постапката за отварање на рудници за јаглен ќе и предходи договор за јавно-приватно партнерство, каде се очекува влесна странска фирма, но и експроприација на земјиштето. Инаку во овој дел од истокот се кријат 50 милиони тони квалитетен јаглен, а долго време идејниот проект за него експлоатација се чуваше во фиока во ресорното министерство. На овој простор пред 30 на година од пробниот коп со длабочина од 27 метри се извадени 10.000 тони јаглен кои потврдија дека се работи за јаглен со многу подобар квалитет од јагленот во Суводол. Од тогаш до денес ова е прв пат државата да ги става овие минерални суровини на преден план за експлоатација, што треба секако да придонеси за намалување на енергетската криза во државата, но и можност за нови работни места на општините кои се борат и со иселувањето и со блокираните буџети во општинските каси. По засега евидентниот неуспех со бакарот од Кадијица, ова е втора шанса на крајниот исток со рудното богатство да дојде поголема економска моќ.
По 200 евра се казнети две докторки од рентген одделението во Штипската клиничка болница. На нивна неажурност во средата се пожалил пациентот Ерџелија, велат извори на телевизија Стар. Пациентот со упат од урологија на рентген дошол околу 14:30, но откако чекал нешто повеќе од 1 час, на министерот Никола Тодоров му напишал СМС. Во истиот момент Тодоров ангажирал инспектори од Штип и Радовиш кои во болницата дошле побрзо отколку што трае обичен преглед. Во средата направиле записник со изјава на сите, а веќе во петокот двете докторки биле покуси за по 200 евра. Овие казни, лекарите и персоналот во Штипската клиничка болница се уште ги обединуваат во неизвестноста кога ќе се пожали следниот пациент, а Тодоров ќе реагира побрзо од срцев удар. Имено пациентот кој на министерот Тодоров му се пожалил немал приоритетен упат, а докторите веќе имале друг пациент. Во таков случај рокот за негов преглед е 7 дена, тврдат нашите соговорници. 24 годишен штипјанец М, кој издржувал казна затвор во Струмица, вчера му ја скршил ногата на полицаец. Настанот се одвелал на улицата Радански пат, каде затвореникот бил лоциран од полицијата. Во обид да го приведе М, со еден удар му ја нанел повредата на службеното лице, но подоцна сепак бил совладан и приведен. Против него ќе биде покрената соодветна пријава. Директорка на фирма од тркање Кочанско е со кривична пријава. Таа дала лажни податоци за работењето на својата фирма, прикажувајќи неосновани трошоци. На овој начин таа избегнала да плати персонален данок на доход и ДДВ во висина од 830.000 денари. Стои во полицискиот извештај. Германскиот рецепт за справување со корупцијата да се примени и во земјите од југоисточниот Балкан, каде спаѓа и Македонија, смета заменик председателот на Сојузот на германските судии, Андреа Тиц. Според неа, клучот во секој правосуден систем се едуцирани и етични судии. Вредностите кои ние ги сметаме за битни се следниве. Тоа се независност, чувство на одговорност, храброст, грижливост, односно посветеност на судијата за секој посебен случај, потоа знаењата на судиите кои треба постојано да се развиваат. Повеќе од 143.000 SMS пораки со информации за електронскиот дневник стигнаа за 3 дена од родителите. Од нив нешто над 12.000 се информации за учениците од источниот регион. Задоволството на родителите е евидентно, информациите кои што стигнуваат до нас се многу позитивни и истовремено информирам дека во рамки на покрај тоа што ќе можат да си остават дополнително телефони, ќе можат и родителите кои што не навеле на кој јазик сакаат да им стигнува SMS известувањето, ќе може тоа да си го направат. Деца и болни во ризик од отворен канал во Кочанско тркање. Истиот минува низ најфреквентниот дел на селото каде се наоѓаат единствената амбуланта, продавница и основното училиште. Дневно ова на здравствен ризик става најмалку 1500 граѓани кои одовде минуваат. А мирише, смрде, вечерно време нарочито кога е ветрчето дуне, тоа е миризба страшна, не се ни мин. Тоа не се тука под нас веќе. Тука особено тие кои ги што најблиско до реката, тие бавиш страват. Тука е нели амбулантата у близина, не можеш ни врата, ни прозор, ни ништо да отвориш. Проблемот е особено изразен во овој период од годината зашто во текот на летото низ него минува вода, која ја неутрализира миризбата. Додека тече водата нема, толку не се осеќа. Али сега, откако ќе се сопре канало, нема вода у реката, можете да видите. Тоа е се од канализацијата. Тоа е се зарас. Надеж дека нешто ќе се реши, жителите на селото добиле пред 10 дена, кога екипи на јавното предпријатие Водовод биле на лице место, но според нив се останало само на воочување на проблемот. Од друга страна, од јавното предпријатие велат дека канализацијата во тркање не е нивна обврска, зашто ниту ја граделе, ниту пак наплаќаат надомест за неа. Сепак разочарани и нервозни, жителите помош повторно бараат од Кочанското предпријатие. Да дојдат да си ги направат цевките, да си закопат, цевките се сите извадени од канализацијата. Нека дојдат, нека видат, има институции. Инаку, отворениот фекален канал е потенцијална опасност од заразни болести, особено од хепатит и цревни инфекции за околу 1400 жители, од кои околу 200 се ученици во основното училиште.
Роденденска прослава, но не на личност, туку на дупка на патот, ќе слават жителите од Пробиштип и Кратово. На ваков чекор тие се одлучиле откако точно 2 години сообраќајот меѓу двете општини се одвива само по една коловозна лента, додека поради пропаѓање на земјиштето, втората е надвор од употреба. Досегашните молби на овдешните жители завршиле без резултат, па тие вниманието на надлежните ќе се обидат да го привлечат и на овој начин. Инаку проблематичната сообраќајна делница е на 300 метри од излезот на Кратово кон Пробиштип, а таа е проблем и ризик за околу 30.000 граѓани од североисточниот регион. По повод Денот на диабетичарите, денес во Штип се одржа предавање на тема компликации и превенција од диабетис. Пациентот да биде примерен во практикувањето на физичка активност, да има правилен хигиено-диететски режим на исхрана и третото како крајно е терапијата. Тоест дали ќе биде на таблетарна терапија или на инсулинска терапија, тоа ќе одлучува матичниот лекар. Ако порано беше баук диабетисот, односно шекерната болест, се криевме, се срамевме да кажеме, денеска се повеќе луѓето се ослободуваат, се јавуваат, се гледаме, се дружиме, да одржуваме често предавања. Завршени се археолошките истражувања на локалитетот Вршник во близина на Пробиштипското село Пишица. Во текот на истражувањето е пронајден движен археолошки материјал, керамика од мешан карактер, керамика работена на гранџарско колце, како и 2 културни хоризонта. Јавното предпријатие Солидарност од Виница деновиве работи на санација и изградба на подпорен зид во коритото на Градечка река во селото Градец. Зидот е долг 70 метри, а инвестицијата е околу 900.000 денари. Средствата за изградбата се обезбедени од ПЦЦ Хидро од Скопје, кои се концесионери на мини хидроцентралата која е изградена на Градечка река. Усвоени програмите за докторски студии на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Дел од програмите се нови, а дел имаат претрпено одредени измени. Станува збор за студиски програми за биотехнологија, енологија, компјутерска техника, лозарство, полиоделско производство и слично. Денес во основното училиште Страшо Пинџур во општината Карбенци се реализираше проектот Здрава храна за детство без мана. Ово е така наречен пикник, есенска храна, односно здрава храна за детство без мана. Декорација, изложување на специјалитети од здрава храна и целата недела ќе ја завршиме со еднодневен есенски излет. Подготвив пиро од тиква, подготовката беше да извадиме тиквата да биде сварена. Потоа се става малку шекер, па се пасира и подосна сечеме на пачиња банана и правиме како човече. Ние родителите треба да ги воспитуваме и да ги насочуваме кон здрава и квалитетна храна. Поради планирани прекини во дистрибутивниот систем, утре во период од 9 до 14 часот струја ќе нема во делчевските села Вирчи и Град, а од 10 до 12 часот во Сера и Главовица. Во Берово електрична енергија ќе нема од 9:30 до 15:30 часот, и тоа на дел од улиците Глигор Парличев и Пито Гули. На улиците Маршал Тито и Моша Пијаде пак струја ќе нема од 10 до 15 часот. Екипи на Ивана утре ќе работат и во Штип од 9 до 13 часот на дел од улицата Крсте Митев. Во Свети Николе струја ќе нема од 10 до 13 часот и тоа дел од улицата Пито Гули. Во Кочани прекинот на електрична енергија ќе трае од 8:30 до 15:30 часот, во делот околу малото стопанство. Не ми се допаѓа тоа што има голем криминал во оваа држава. Корупција и мито. Секаде. Јавната администрација во општината да се намали за 30%. И шесто, јавната администрација доколку не се намали, да и се намалат платите за 30%. Самиот систем не ми се допаѓа некако. Се изменува. Тај што го изгласа законот, тај го самиот подгазува. А ги прават виновни луѓето, граѓаните. Сега ми ако земеме да размислиме малку поубаво, тие што се горе, ми што сме ги бирале, он треба да биде уз народот, а не само да гледа за свој интерес. Вчера се одигра надпреварите од вонредното коло од првата одбојкарска лига на Македонија. Во машката лига се сретна штипската екипа Мавис против Синалко, како и екипата на Сушево против екипата Пробиштип. И двата тима од регионот загубија, односно Мавис дома загуби со 0:3, а со ист резултат загуби и Пробиштип од Сушево. Во женската лига се одиграа 3 надпревари, а единствен представник од регионот е на универзитетската екипа Гоце Делчев. На домашен терен УГД со 0:3 загуби од Македонија Макс.
На табелата штипските екипи Мавис и Гоце Делчев се наоѓаат на 5-то место, додека екипата Пробиштип моментално е 6-то пласирана. Ноа Муров и неговата сопруга купиле маса преку една онлайн продавница. Кога стигнала, решиле да ја стават во нивната нова канцеларија, но масата била преголема и не можела да влезе во собата, па собствениците решиле да ја размонтираат. Откако ги извадиле сите делови, здогледале пластична кеса во која се наоѓале неверојатни $98,000. Вчудо невидени и изненадени, супружниците го побарале собственикот на масата и преку телефонски разговор со него дознале дека неговата сопруга во масата ја криела целата своја животна заштеда, но потполно заборавила на неа. Супружниците ги вратиле парите и нагласиле дека најважно во животот е да бидеш чесен човек. Православните христијани утре ги празнуваат светите маченици Пигасе и Автунеи и другите со нив, а во католичкиот календар е назначен свети Алберт Велики.